Македонската репрезентација ги продолжува квалификациите, предстои двомечот со Исланд, малку време, многу работа веројатно. Па добро, повеќе ќе се ослониме на некои видео анализи. Поручек имаме тренинг, не сме во полн состав. Дејан Манасков ќе ни се приклучи во Рејкјавик директно во Исланд. Имам некои информации дека чекам видам што ќе се случи со Гоце Георгиевски, затоа што него летот му каснеше, имаме некои проблеми дали ќе стигне за денешниот тренинг, се надам дека ќе стигне. Тоа се некои проблеми кои ќе мора да ги избалансираме. Ќе се обидеме повеќе да работиме на некои тактички детали, повеќе ќе се ослонам на сето она што го игра нашите момци на светското првенство. Ќе се обидам да уфрлам нешто ново колку што тоа може за овој краток временски период. Ќе имаме уште еден тренинг на Исланд, каде што ќе се надам таму ќе бидеме комплетни. Сето она што може да се коригира, да се поправи нешто, ќе мора да го ставиме за пред вториот надпревар. Значи поголемите корекции во играта и сето она што ќе го барам сигурно ќе биде употребено за вториот надпревар. Овој првиот надпревар навистина ќе биде многу лимитиран. Од надпреварите со нив ќе зависи нашиот пласман, меѓутоа како ќе придеме на средбите со Исланд? Па на секоја победа, на секој надпревар ќе идеме да направиме што подобар резултат и да се издвојува победа, нели? На секој надпревар. Сега оваа група во која се наоѓаме малку со тој несреќен пораз со Грција малку ни ги наруши некои планови околу подмладувањето, например, околу одмарањето на некои битни играчи, затоа што како што знаете првите две места водат на европско првенство плюс 4 трето пласирани. Така да искрено ако бидеме сериозни, ако бидеме сериозно ангажирани, максимално подготвени за секој надпревар, мислам дека не би требало да дојде воопшто во предвид некој неучество на ова наредно големо натпреварување. Јас искрено се надевам дека и со една победа против Исланд дека ние веќе ќе си ја обезбедиме тоа, ќе си го обезбедиме пласманот и ќе се обидеме барем и некој да одмориме за тие два надпревари што се во јуни месец. Јас се надевам на барем една победа на овој двомеч, иако пак ќе кажам малку сме лимитирани и со време и со услови за подготовки за овој надпревар. Значи ли тоа дека нема притисок на селекторското деби? Подобро функционирам кога имам притисок, така да некој пат сакам и сам себе да си направам некој притисок додатен. Мислам дека тоа е позитивно за целата оваа ситуација. Јас да кажам искрено и се очекувам два добри надпревари. Што треба да внимаваме на прв поглед е Исланд? Каде е нивната сила и што и како треба да се направи да не ни изненадат? Па нормално дека тешко дека може нешто да ни изненадат. Но секој пат јас викам дека секој пат и кога сум бил и дел од оваа репрезентација и секако од оваа гледна точка, сепак мислам дека ние сме главните, самите себе сме си главни непријатели. Ако све подобро, ако добро се подготвиме преку тие видео анализи, ако добро изанализираме све она што можат да го одиграат исландјаните и ако одлично им парираме поготово во одбрана, затоа и се одлучи повеќе на дефанзивни играчи за тие што ќе патуваат нели на надпреварот со Исланд, идеме таму што би се рекли не народски малци да се степаме со нив, па да видиме што ќе се случи. Значи треба да имаме малце појака одбрана, малце некои полесни голови да постигнеме и се надевам еден добар сигурен напад и дека ќе може да постигнеме добар резултат.